тоа беше Патрик. Пред малку спомнав дека единствените константи што не се менуваат на оваа конференција се генералниот директор на Царина господин Ѓохо и генералниот водител на манифестацијата Гораст, но испана дека има уште една константа која што впрочем може да ги смени другите константи, а тоа е едниот и единствен господинот Дамјан Дано, кој што секогаш е присутен на конференцијата, дали во позадина, дали како модератор на некој панел, дали како човекот што ги договара хонорарите претходно, контактот, загрижен за сите работи, кој влегол, кој излегол, но сепак секогаш присутен, секогаш дотеран, секогаш убав и секогаш паметен. Дамјан Дано го гледате. Дамјан, добар ден. Добар ден, Гораст, како си? Прекрасна атмосфера, гледам од напред имаш и рефлектор ставено за да изгледа дека е сончево. Лед светло, поевтина варијанта. Аха, добро. Ништо на тоа не може да се сунчаш и витамин Д не се крева на тоа, може само... Гораст, малце се помести, извини, само боксерките малце ти се гледа понапред. Што ми се гледа? Боксерките. Не. Баш си размислам, се викам, кој знае како се облечени луѓе по дома? Некој готви, некој запршка прави, му стои упозадени, му шљапаме, му збориме за e-commerce, он се нервира, деца кубат коси, школство се случува, многу секој случај, тоа е моментот. Важно гледам дека кај тебе е мирно, спокојно, столожено, зен, векиња растат од сите страни, кислород е полно. Не знам што друго да кажам. Инаку Дамјан, како што знаете, мислам дека не знам дали некој воопшто не знае и се нема пофален од Дамјан, дека е кособственик и партнера на IWM Network. Виктор фактурира, Гораст. Да. И да ти кажам право, значи, ти денеска треба да ни збориш за UX, односно User Experience Meeting CX. Што е CX? Тоа ќе научиме сега. Ајде да споделам презентација. Веројатно е User Experience Meeting Children Experience, но во секој случај ти ќе ни го објасниш подобро. Така да ќе почнеме тоа. Повели, кажи кога презентацијата се гледа јасно и се гледа презентацијата, се супер, повели, имаш време на екранот, со среќа. Фала ти. Денеска ќе зборуваме за UX Meeting CX, или како што Гораст би го превел тоа, кога UX го сретна CX. Презентацијата ќе се фокусира вака на UX-от и на CX-от на еден заклучок, една поука што би сакал да споделам што ја научив од конференцијава. Во 2018 бев модератор на еден панел, во 2019 бев модератор на 3 панели, годинава сум говорник. Така да поуката е поставувајте добри прашања и ќе напредувате во животот. Следна година или ќе треба да вежбам за водител или па директор на Царина, согласно тоа што го каже Гораст. Шала на страна, ова што ќе го зборам денеска го работам 15 години. Повеќе клиенти од, не знам, стотина имаме обслужено. Имам работено како консултант за компании како Lufthansa, за Directv, за Њујоршка агенција 7 години како консултант за интерактивен маркетинг и UX. И од 2008 основана е компанијата IWM Network, која што и брои тим од 25 луѓе, работи скоро низ целиот свет, клиенти како компании инвестициски банки од Wall Street, телеком оператори на Балкан и во Европа. Така да 150 на клиенти се обслужени преку компанијава и како што реков Виктор фактурира за секоја друга промоција, така да би преминал на презентацијата. Оно што денеска би сакал да го научите од презентацијава е што е UX, што е UI и што е CX. Како, нели, општа дефиниција, user experience, user interface, customer experience би биле корисничко искуство, кориснички интерфейс и искуство на клиент со бренд. Ќе започнеме со UI. Што е UI? UI е user interface и како, нели, општа дефиниција, тоа е основна дефиниција, постојат многу големи дефиниции. Тоа е методот или продуктот што се користи за интеракција со одреден дигитален производ или услуга. Дефиницијата е премногу општа, ќе ви дадам една аналогија. Ако имаме продукт кафе, интерфејсот за конзумација на тој продукт би било шолја. Генерално UA зависи и се фокусира на дигиталниот свет, ова е многу аналоген пример, но лесно разбирав. Така да интерфејсот шолја како шолја би можел да изгледа различно, нели да имаме плава, со текст, без текст, со типографија, со различни бои, да изгледа фино, да не изгледа фино.
Она што и као UI би рекле дека е главно и нели најклучно за UI е дека тоа е визуелниот дизајн изглед, стилот, палетата на бои, брендирањето, типографијата, фонтовите што се користат при нели дизајнот на UI-то, формата, сликите, содржината и копчињата. UX од друга страна е практичното искуство кое корисниците го имаат при интеракција со продукт или услуга. Значи, ако UI го имаме како нештото изгледа, UX е чувството како тоа се користи. Значи, UI, user interface, има за цел да го направи продуктот интерактивен и визуелно атрактивен, додека UX-от има за цел да го направи функционален, употреблив и корисен. Ќе се вратиме пак на нашите шолји со, нели, што личат на мачиња, ги имаме по разни бои, со сите се дизајнирани, конкретно овие три се дизајнирани малце нетипично, значи дизајнерот имал желба да направи нешто поразлично и направил некој тренд кај што во шолјите имаме нели мали овца. Тоа е UI-то. А кога UX-от би го суделе на овие шолји, би го добиле примерот од десна страна. Значи конкретно неупотребливи, дури и нели може да го загрозат здравието. Ево уште еден пример на таква шолја, значи конкретно бодење на очи со конзумација, додека UI-та, ако го судиме, овие шолји се супер. Како уште еден пример, што UX-от вклучува, ќе бидат функционалност, употребливост, пристапност, задоволство и искуство. Значи, емоцијата позади користењето на продуктот, додека UI-то е интерфејсот како тоа изгледа. Секогаш постои комбинаторика помеѓу тие две, значи за да се направи крајен производ треба да имаме добар UX и добар UI. Ако имаме само UI, ќе имаме овие ситуации, ако размислуваме само на дизајнот, а не и на функционалноста, ќе изгледа фино, ќе изгледа супер, но ќе биде проблематично за употреба. UI-то е креативно и систематско размислување, значи размислуваме како да го направиме тоа, кои бои, како тоа ќе изгледа, што ќе изгледа. UX-от е критичкото размислување. Ајде да видиме сега колку тоа е функционално и колку тоа ќе се користи. Крајниот продукт е негде тука во средина. Како да добар UX? Ова е тема која што е многу сложена, која што бара многу внимание, многу ресурси, која што бара многу надлагање во проблемот, но она што би сакал од презентацијата да го добиете е општа слика за што е UX-от, кои се чекорите да се дојде до нив. Дали за тоа ќе ви бидат потребни ресурси, дизајнери, UX, дали ќе учите, ќе запишувате академија за да дојдете до тоа, дали искуство ќе направите, тоа зависи од вас. Ќе почнеме со неколку совети, значи има едно 10 совети кои што би сакал да ги нели продискутираме на кратко. Како првиот совет за добар UX е дефинирајте што вистински му треба на корисникот. Постои еден нели како хумористичен пример во светот на UX кој се вика UX парадокс, кој што ќе земеме нели било кое барање, ќе го направиме пак со некој пример кој што е лесно разбирлив. Ако желба на менеджментот е да создаде ракета која што ќе има нели ќе иде до вселената, до станицата, ќе се врати назад, пак ќе биде реупотреблива, значи ќе има сите функционалности. А од друга страна вистински корисникот сака само точак. Нели проектот сакаме само точак ни треба, менеджментот сака да го направи како ракета. Секогаш на крај се добива нешто што ни двете страни не се задоволни и тоа е нели кола во овој случај која што ниту едната страна сакала да го добие тоа, ниту корисникот сакал вистински да го добие тоа. Така да овој UX парадокс што во суштина значи? Да не се претерува со функционалности. Значи да не се претерува со тоа што всушност вие креирате и дизајнирате. Тука влегува на сцена KISS принципот. Значи KISS принципот е keep it simple stupid. Без навреда, значи тоа е генералното правило. Значи во суштина дефиницијата за keep it simple би било најголем број на системи работат најдобро ако се едноставни наместо комплицирани. Со оглед на тоа, едноставноста треба да е фокус на дизајнот, а непотребно комплицирање треба да се избегнува. Значи ова е непишано правило кое што сите го имаат, сите искусни дизајнери го имаат во глава при дизајнирање на ствари. За да го појасниме тоа што значи со бројот на функционалности и keep it simple, и постои така наречена крива на функционалности. Уште еден
нели, визуелен пример, бидејќи зборуваме за дизајн, зборуваме за UX и за нешто кое што имаат проблеми дизајнери, ако дизајнери имаат проблеми, они дизајнираат. Така да оваа крива е дизајнирана со една оска која што е задоволство на корисник, додека друга оска е број на функционалности. Ако го земеме во тоа и направиме една крива која што, нели, кога ќе имаме мал број на функционалности, задоволството на корисникот ќе е мало, бројот ќе е мал, но нели, супер, но би сакал да има повеќе функционалности, ќе е општата реакција од самиот корисник. Што ако додадеме дополнителни функционалности, тогаш ќе биде некоја точка во оската која што ќе биде баш сум среќен што ја додадоа таа функционалност. После со уште функционалности се добива некоја генерална супер слика. Некаде во средина е врвот на корисничкото задоволство. Значи гледате дека не отидовме со преголем број на функционалности, туку сме некаде во средина. Ако додаваме уште повеќе функционалности, веќе корисникот добива размислување од типот како функционира ова. Чекај да проверам упатство, нели? Не знам како да дојдам, како да го направам тоа. Ако додаваме уште повеќе функционалности, се случува корисникот да не може да најде функционалноста што му треба и да биде каде ли е таа функционалност што ми треба и, нели, како да ја најдам. Ако додаваме уште повеќе, се добива фрустрација кај корисничкото задоволство, типот не можам да се снајдам за да завршам работа. Типични примери за тоа сакате да идете на сајт да платите сметка, за да дојдете да платите сметка, има секакви функционалности што ви даваат еден куп опции, вие сте дошли таму само за да платите сметка. Ако претераме со функционалности, веќе имаме проблем кај корисникот, нели, не ме бива, нема да успеам животот сценарија. Ова е пример за едноставност на DeFi берза. Значи DeFi во крипто светот е децентрализирана берза која е целосно автоматизирана. 24 часовен волумен, ова е Uniswap, значи последните 24 часа берзава има направено повеќе од 423 волума. 423 милиони долари. Значи скоро тоа е поголема бројка, значи ќе биде за, ако кажеме за 7 дена волум, значи берзава прави сериозни ствари, ова е нивниот кориснички интерфејс. Ништо премногу функционално, едноставно, корисно. Она што треба. Сакате да смените од една валута во друга, тоа е тоа. Пример за ова, нели, колку може да се претера со функционалности е скоро сите наши банки кога ќе се логирате ви нудат валути и курсни цени, нели, за 10-15 валути. А вие работите можеби само со денарска вредност или работите само со денари и евро. Зошто имате потреба да гледате цена на иен и слично, ако немате потреба. Значи немате потреба, потешко доаѓате до вистинската информација ако имате презентирано повеќе информации пред вас. Така да keep it simple stupid е правило кое што треба да го почитувате. Третата точка би била дизајнирате за сите уреди и имајте употреблива архитектура на информации. Што е ова? Треба да земете во обзир дека постојат сите корисници денеска користат повеќе уреди, десктоп, лаптоп, таблет, ова се нивните од која големина на екран почнуваат. Треба да ги имате во предвид сите при дизајнирање на еден кориснички интерфејс, сајт за трговија, што и да е. Она што треба да го имате во обзир кај мобилните е дека има премногу нотификации и премногу значи на корисникот додека сурфа, има Viber нотификации, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, од YouTube, не знам што. Така да имајте во предвид дека многу работа и шум има на мобилното. Така да при дизајн на мобилното треба да бидете многу внимателни. Ќе земеме еден типичен пример за нели, конкретно имаме еден трговец кој што има сајт каде што продава кумски апарати. Ова е тема на структурата на архитектурата на информации како треба да изгледа и колку има голема улога. Ако имаме еден трговец кој го има овој сајт, имаме дополнително втор трговец кој што го има овој сајт кој што изгледа вака, секогаш потрошувачот ќе го преферира десниот сајт затоа што полесно може да дојде до информација, лесно е разбирлив. Например, овде не се гледа ни дали кој е продукт, кој е името, ако кликнам овде дали ќе го купам ова или ќе го купам ова. Така да информацијата и архитектурата на информации треба да биде земена во предвид кога се дизајнира нешто. Постојат повеќе системи, еден од најкористените, овој швајцарски систем конкретно се користел во печатарската индустрија, е аплициран секаде на веб. Дизајнирајте по грид систем. Значи следете го грид системот и функционирате на тој начин.
Ево на пример Spotify, нивната десктоп апликација, што е Grid систем имплементиран во пракса. Не измислувајте топла вода, е уште едно правило кое што би сакал да го споделам со вас, значи не измислувајте топла вода во начинот на функционирање и дизајнирање на вашите интерфейси, особено кога станува збор за e-трговија. Значи, не би сакале да направите нешто вакво, ако имате апликација која што има старт и стоп функција, не би сакале да направите вакво. Сега, гледајќи сите што го гледате ова на екран, имате проблем да прецепирате што е што. Значи, ако сакате да стиснете старт, не би стиснале на црвеното, него ве влече да стиснете на зеленото копче. Така да некои правила се предефинирани и треба да ги почитувате во играта. Зборуваме за дизајн на сајтови кои што се користени од многу корисници кои што имаат улога на e-трговија. Доколку ви имате некој креативно дизајн студио кое што сакате да ставите вашата унифицираност и вашата индивидуалност и сакате да го презентирате тоа, слободно нарушете ги принципите и правилата, но доколку дизајнирате за да влезете во веќе постоечка зона каде што луѓе купуваат, тогаш следете ги правилата кои што се предетерминирани. Избегнувајте агресивен дизајн и почитувајте го корисникот. Ова е особено важно правило кое што треба да се почитува и од менеджмент и од дизајн страна. Ова е типичен вебсайт во 2020, кога се претерува со информации. Значи, кога ќе дојдете, имате еден куп нотификации, имате лайв чат, имате блокери, имате сакаш ли да потврдиш ова, сакаш да купиш, уште ова, чекај следине и вака и така. Ваквите вебсайти немаат почит спрема корисникот. Зашто? Затоа што корисникот не му го почитувате времето и вниманието. Тој дошол на вашиот сајт, дајте му информацијата што е бара. Куки нотисот може да биде во една реченица. Информациите кои што дали геолокација му треба да ви дозволи пристап до камера и микрофон, треба процените она што зборевме со функционалностите. Дали е тоа воопшто потребно за да имате добро корисничко искуство? Лошо корисничко искуство не значи дека продуктот нема да ви биде корисен. Тоа е една ствар која што треба да разберете, значи доколку имате, ево е Netflix, така, на Netflix кој би се обидел да побара информации, autoplay функцијата имате само со хавер на самите филмови и серии. Проблемот е ви дава autoplay, ви пушта музика, вие сакате да прочитате кои се глумците во самата серија. Но тоа не значи дека никој нема да го користи Netflix затоа што има лошо корисничко искуство. Продуктот и понудата што ја имате е преовладува, ќе го користат луѓето тоа, но при тоа ќе имаат лошо корисничко искуство. Кога ќе збориме за CX, ќе знаете дека самите луѓе го држат тоа искуство на долго време. Шестото правило е бидете транспарентни и не му правите финти на корисникот. Пак она почитувајте го. Ќе земеме пример сценарио, значи имаме потрошувач што не се вика гораст и десно имаме трансакција, тоа е на некој сајт каде што прави трансакција, додава да кажеме некој продукт во кошничката и потоа се предомислува. Сака да ја откаже трансакцијата. Виктор, ќе те замолам да ја пуштите анкетата. Многу би ме интересирало доколку вие сте на местото на овој потрошувач што не се вика гораст и сакате да ја откажете трансакцијата и го добиете ова известување. Дали сакате да ја откажете трансакцијата? Продолжи и откажи. Што е тоа што би го кликнале? На десна страна или каде и да ви е позиционирана, во Pulse, прашањето го имате со двата избора, откажи и продолжи. Слободно може да гласате и да видиме што е тоа што вие би го кликнале за да процениме што мислите, како би откажале трансакцијата, со левото копче продолжи или со десното копче откажи. Ќе се навратиме на презентацијата, тоа би ви оставил време да гласање во Pulse. Да сега има 3 гласа, малце касни со ажурирањето. Значи ќе почекам 15 на секунди пред да ме караат за понатамошниот тек на презентацијата. Значи моментално имаме 57% луѓе кликнале на откажи, се менува 64% на откажи, 36% на продолжи. Проблемот со ова е што вистинското копче за да ја откажете трансакцијата е продолжи. Значи, така е замислено во овој сценарио, бидејќи сопственикот на сајтот сака да ви отежне процесот да ја откажете трансакцијата. Тоа е фрустрирачко искуство за сите вас кои што би кликнали, сакате да кликнете откажи. Вистинскиот избор на тоа како треба да изгледа е вака. Дали сакате да откажете трансакцијата? Да и назад. Што значи кога ќе правиме финти за да ви го отежнеме процесот? Е ова.
кога ќе кликнете продолжи, вие всушност ќе се вратите назад на сајтот, па пак ќе кликнете откажи транзакција и тогаш ќе сватите дека вие треба да кликнете откажи десно. Значи 57% кликнаа на погрешното копче. Тоа е лош UX кој што ви прави фрустрација на корисникот. Почитувајте ги правилата. Како и во секоја индустрија има пишани и непишани правила. Еве, ќе ви споделам еден закон во UX. Тоа е Jacob's Law, кој што вика дека корисниците најголем дел од своето време го трошат на други сајтови. Тоа значи дека корисниците преферираат вашиот сајт да функционира исто како и тие сајтови. И сега некој каже, даве, кои се тие сајтови? Да ги земеме Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn и сите други сајтови на кои што луѓето трошат многу повеќе време и трендовите што тие сајтови ги наметнуваат. Например, ако идете на некој сајт, кога ќе кликнете логото на самиот сајт, тоа враќа на homepage. Тоа е Facebook, тоа Facebook измисли. Скролот, Instagram, Facebook, Pinterest сите го наметнуваат како функционалност која што се очекува. Значи скрување одозгора надолу, а не од лево кон десно. Tinder го наметнува од лево кон десно. Ако вашите корисници процените дека користат апликации како Tinder, тогаш треба да биде од лево кон десно. Дизајнот на вашиот сајт. Уште еден UX закон е правилото на Гутенберг, кој се користи за да прикаже корисничко однесување попознато како гравитација на читање. Ако забележите дека сите сајтови во западната хемисфера изгледаат вака. Значи имаме лого, имаме некоја акција, имаме трета акција и четврта акција. Полето е, луѓето читаат од лево кон десно, од горе кон доле и пак од лево кон десно. Значи овде има истражување кои што нели со eye tracking, со следење на очите и ствари. Дополнително, значи она што значи е дека луѓе читаат од лево кон десно. Ако имате некое вакво известување, имате за наплата 500 денари, луѓето го читаат плати па назад. Зошто би сакале да читаат прво тоа што треба да го направат, па после нешто непотребно? Сакате да биде тоа обратно, значи во овој случај би било назад па плати. Значи луѓето тежнаат да преземат акција во десниот дел на екранот, бидејќи тука завршуваат со конзумирање и читање на информацијата. Повеќе закони имате на овој линк lawsofux.com. Дополнително инвестирајте во UX и CX. Ова е многу важно правило кое што не треба да штедите, бидејќи сите овие ствари секогаш може некој ги направи за поевтино. Што е тоа што ќе го добиете? Нели, самата слика говори за тоа. Совети за подобар UX на вашиот сајт за e-трговија. Ако сте дел од менеджмент, генералните совети кои што би сакал да ги добиете се: не менувајте дизајн без потреба, дефинирајте ги функционалностите, не претерувајте, намалете со бирократија, некои ствари можат да се поедностават и да се кажат поедноставно, имајте го крајниот корисник на уме неговото време, не менувајте дизајн без потреба, верувајте на искусни дизајнери, не штедете на UX и UI и дали спомнав да не менувате дизајн без потреба. Ако сте дизајнер, разберете го крајниот корисник, испочитувајте ги дефинираните функционалности, почитувајте правила во дизајнот, објаснете го дизајнот убаво на менеджментот, за да не менуваат дизајн без потреба. И добар UI не значи и добар UX. Шолјата и конзумацијата на кафе со таа шолја. Тестирајте ги вашите дизајни и држете го дизајнот конзистентен. Ова се пак правилата кои што ги спомнавме, значи дефинирајте што вистински му треба, почитувајте го KISS принципот, дизајнирајте за сите уреди, имајте архитектура на информации, не измислувајте топла вода, избегнувајте агресивни дизајни и нели не го правите финти на корисникот. Следно што би сакал да го спомнам е како бонус совет, UX-от никогаш не завршува. Тестирајте и цело време подобрувајте го процесот. Се менуваат трендови, Facebook ќе прави редизајн и ќе наметне ново искуство согласно Jacob's Law, вие ќе треба го следите тоа. Така да постојано инвестирајте на таа тема. Третата кратенка што би сакале да ја знаете е CX, тоа што нели Горас не го знаеше на почетокот на презентацијата. CX е холистичка перцепција на корисниците за нивното искуство со брендот и организацијата. Значи CX е целата приказна како тоа корисникот бренд перцепцијата да кажеме, ама во поглед на искуство. Значи CX вклучува корисничка поддршка, рекламирање, бренд репутација, процес на продажба, транспарентност во цени, достава на продукт. CS ги вклучува сите тие теми кои што нели се спомнати тука, но дополнително она што го спомна и Патрик во претходната презентација, финеси како no reply mail. На тема автоматизацијата, супер е тоа што го спомна Патрик, но внимавајте со приватноста. Значи луѓе можат да се извадат од памет кога ќе дојдат на сајтот и ги се го прочитаат своето име. Проценете ги корисниците, дали почитуваат приватност, не почитуваат приватност, име гајле, не име гајле, се плашат и слично. Така да бидете внимателни на таа тема.
Бидејќи имам уште 5 минути, она што е важно е дека UX-от, нели, како што спомнавме, UI-то е дел од UX-от, значи преку UI-то добиваме генерална перцепција на UX-от. CX-от, значи корисничкото искуство со брендот би ги вклучило UX-от и UI-то во самото тоа како некој големо множество. Значи, целокупното искуство што го има со користење на интерфејсите, со корисничкото искуство го прави customer experience-от на вашиот бренд. Неколку совети за подобар CX се: заслужете го вниманието на корисникот, не го крадете. Значи, натерајте го корисникот да дојде на вашиот сајт, не му правите финти да дојде на вашиот сајт. Не правите некој банер кој што ќе има некоја лажна информација само за да го натерате да дојде на вашиот сајт. Тоа е лош CX. Почитувајте го корисникот и не покажувајте агресивност. Ако се нарачува со еден клик, треба да може и да се откаже со изброј на кликови една нарачка. Значи, ако имате додај во кошничка со еден клик треба да ја трне работата од кошничката. На корисникот не му е гаља за дисфункционалноста на вашите интерни процеси. Дали имате 20 одели кои што имаат различни бизнис барања или немаат. Корисникот сака добро корисничко искуство на вашиот сајт. Корисникот бара да му се реши проблемот брзо и едноставно. Не да му го комплицирате. Нивното време е нивно време и сакаат да си го заштедат. Корисникот очекува од брендот да биде транспарентен и отчетен. Кога грешите, признајте ја грешката и соочете се со критиките. Корисникот не треба да решава математика за да разбере колку треба плати. Ако има достава која што чини 500 денари, кажете му тоа на корисникот пред да дојде до моментот за плаќање, затоа што 69% од трансакциите при напуштање на кошничка е затоа што се додаваат дополнителни даноци и достави. Овозможете лесни канали за поддршка и комуникација. Така да, како генерално резиме на презентацијата, за да имате супер CX, ви треба одличен UX кој зависи од добар UI. Ова е се што треба да го запомните, ако другите слайдови ги заборавивте. Благодарност до гора за фотографијата, значи за потребите на оваа презентација со помош на вештачка интелигенција беа изгенерирани лажни ликови, значи сите овие лица кои што ги гледате се базирани на Гораст, но не се вистински и се измислени од вештачка интелигенција. Ова ни е нашиот вистински Гораст, значи пак ќе повторам, овие луѓе не се Гораст. И секоја случајност со Гораст е намерна. Последната кратенка е thanks, која што како основна дефиниција има мојата благодарност за вашето посветено внимание и одвоено време во денешната презентација. Ако има некои прашања, тука сум, ако не, Гораст. Јас прво да се заблагодарам тоа што ми искористи во твојата презентација, во неколку... Ако беше корисничко, давајќи го тоа. Да, само сакам да кажам, чека, има прашање, гледам, вика, дали сметаш дека оваа сепкупна експертиза UX, UA и CX вообичаено ја поседува само еден дизајнер, бидејќи повеќе компании во земја користат аутсорсинг за овој тип на услуга, каков е случајот во IT компаниите? Дали компаниите кои се занимаваат со ова, дали тие поседуваат, односно имаат потреба од ресурси за различни дизајнери од секој тип на дизајн? Значи, дали ни треба тројца различни луѓе кои што ќе бидат експерти во овие три работи или еден човек може да направи се вклучувајќи и кафе? Се зависи од човекот. Значи сега да не фигурираме, не е точно дека многу луѓе користат аутсорсинг за овој тип на услуга, значи кај нас имаме регионално, локално имаме супер UX професионалци. Она што е проблемот е дека секогаш и најглавен проблем за добар UX е за жал менеджмент. Значи, како што реков, 15 години мојата работа би можел да ја сублимирам со расправање со луѓе на менеджмент позиции за како да добијат подобар UX за нивните потрошувачи. Така да имаме и тука ресурси, имаме знаење, за жал UX не се станува, UX експерт не се станува со, не знам, курс од 10 недели и готово, не, тоа е тоа. Треба искуство, има еден куп алатки кои што го помагаат процесот, она што треба да дефинираме е дека треба да се одвои време за да се реализира процесот на UX. Не само да се дизајнира, туку и да се тестира и имплементира. Така, да ти кажам, јас од моето кратко искуство што го имам како дизајнер, усвари не е кратко, него е горко можеби искуство, е тоа дека секогаш јас велам дека секретарката е секогаш најдобриот дизајнер и секретарката ќе го каже најверојатно последниот збор за тоа дали логото треба да биде црвено или бело. А лого е, 15 години е лого на истата компанија. Ти благодарам уште еднаш многу, што
Она фотка што ја пушти од јас и роботите, најлошата фотка е оној робот што е со зелена позадина, најголемиот, тој најгломазната, така да Кој точно? оној зелениот позадина, тој најгоре, што тој најрубниот ствари. Тие долните роботи се најубави. Вештачката интелигенција напредува, ги подобрува фотографиите, ама некои фотографии едноставно. Кога гледам, никогаш сум немал проблеми со мојот изглед, ама вака кога ќе го ставиш сублимирано на едно место, значи разбирливо. Депресио, живот е мој. Не знам што да кажам. Фала ти многу, Дамјан, секогаш е убаво и инспиративно да се Една година ќе се договориме, или со тебе или со Ѓоко, ќе видиме. Договорено. Ете така. Можеме да причаме една вештачка интелигенција како би изгледало детето од Ѓоко и мене заедно, ама тоа е веќе да не презираме. Друга метафизика. Фала ти штеднаш многу и поздраво сите. Се гледаме во живо најверојатно од февруари натак. Март. Март.